Ако и ти додека го гледаше ова видео се расплака, не се секирај, не си сам. И јас додека го правев, плачев 3 пати. Си ги бришев солзите, тагувајќи за Македонија. Ова видео не е само за тие што се веќе надвор. Ова е за сите нас, што сакаме нешто повеќе, ама не сакаме да изгубиме се, додека се префрламе од еден во друг авион. Не знам каде си во момент. Може би си во Германија, Америка, Австралија, Англија или Италија. Може би уште си во Македонија. Ама едно сигурно знам. Сите, барем еднаш, сме го помислиле. Сакам и јас да заминам од Македонија. А не сме го кажале. Не сме смееле. Ни било срам или ни било страв. Или не сакавме мајка ни да слушне. А душата ни врескаше. Сакам да си одам. Сакам живот. Сакам шанса. Ова видео не е само за тие што се веќе надвор. Ова е и за тие што останале, ама одвнатре одамна си отишле. И за тие што ќе си заминат. И за тие што мечтаат да се вратат. Ова е за сите нас, што сакаме нешто повеќе, ама не сакаме да изгубиме се, додека се префрламе од еден во друг авион. Здраво, фелографи! Оваа епизода не е за сабскрајбери, не е за виралност, не е за фама. Ова е за тие што си заминале, а уште не си простиле. Ова е за тие што сакаат да заминат, ама ги боли да признаат. И ова е за тие што останале, ама во душата одамна си заминале од Македонија. Кај нас никој не признава отворено. Сакам да си одам од Македонија. Се преправаме дека ни е добро, дека сме патриоти, дека не ни треба туги. Се смееме на тие што се во Германија и флипаат бургери, на тие што се во Англија и берат јагоди или на тие што се во Италија и собираат грозји. Ама тајно се јавуваме на газдата на некоја кантина во Алба за да ни среди месец-два да отидеме да береме грозји. Се сликаме во двор со ракија и скара и 16 крако знаме позади нас, ама на Google пребаруваме како да добијам виза за Германија или како да работам во странство со македонски пасош. А вистината е, сите сакаме да заминеме. Не затоа што не ја сакаме Македонија, туку затоа што таа изгледа како да не сака нас. Не мачела со систем, не понижувала со администрација, не замолчувала со «ке видиме утре, ке ти се јавиме после избори». Не воспитала да молчиме, да ќутиме, да трпиме. И еден ден, еден по еден, почнавме да си одиме. Некои поради пари, некои поради достоинство, некои поради децата, некои поради живот. И кога ќе заминеш, не е лесно. Никој не ти кажува дека странството не е одмор, туку откажување. Откажување од она да не те прашуваат кој си, како си. Од тоа некој да ти каже, ај влези дома, има вечера и за тебе. Од кафе у двор со комшивка, што знае кога ти е тешко и без да ја каже. Од мајка што те чека да ја кажеш стигна. Од дедо што нема време да те чека до наредното лето. Кога ќе заминеш, губиш малку по малку од себе. Се фаќаш себе си како веќе не мислиш на македонски, не пцуеш на македонски, не сонуваш на македонски. И одеднаш повеќе си странец таму, ама не си ни целосно дома кога ќе се вратиш назад, во меѓупростор си. Во срцето немаш адреса, само координати. А кога ќе се вратиш во родниот крај, никој не те чека со прашањето како си, туку со кога ќе си одиш назад. Ај части, ти си у странство. Добар живот од таму, а ти сакаш само еден глас да ти каже фалиш тука, не е исто без тебе. И да, многумина од нас никогаш нема да се вратат. Не затоа што не сакаат, туку затоа што веќе нема кај да се вратат. Дома е продадено, другарите се разделени. Улицата нема светло, срцето нема мир. Но едно нешто мора да се каже. Никогаш не заминуваш целосно. Македонија живее во тебе и кога си во подрум во Швајцарија, и кога работиш ноќна смена во Англија, и кога чистиш во Данска, и кога шеташ по Виена, и кога си на прием кај кралицата. Живее во тоа. Ај кажи нешто македонски, што ќе ти го речат на работа. Во тоа, од кај си ти? И ти со срце викаш, од Македонија, брат. И не знаеш зошто, ама срцето ти пука. И гордост, и тага во исто време. И да, сакаме да се вратим, ама не во држава што ги гледа децата како товар, што ги казнува амбициозните, што ги учи младите да бегаат уште пред да тргнат. Сакаме да се вратиме во Македонија што не те казнува за тоа што си доволно храбар да сонуваш, да имаш мечти и желби. Во Македонија што не те тера да молиш за шанса. Во Македонија што не го нарекува предавник оној што си ја бара иднината. Затоа, ако се уште си во Македонија, не молчи кога ќе те прашаат зошто сакаш да заминеш. Кажи гласно, со причина,
со визија. И ако си надвор, не срами се што си заминал. Ние не сме само емигранти. Ние сме гласот на една земја што си ги пушта децата, ама уште се надева дека ќе се вратат. И можеби, ако нешто смениме, ако нешто разбереме, ако нешто простиме, ќе се вратиме. И нема да биде предоцна. Ако оваа приказна те погоди, не си сам. И јас заминав, и јас се срамев, и јас плачев сам во туѓа соба, и јас јадев леп со туѓинци, чекајќи некој да ме праше. Вкусно ти е, сакаш уште? Ама еве су, зборувам гласно. И ако и ти го чувствуваш ова, сподели го ова видео. Ако си дома, биди причина некој да сака да се врати. Ако си надвор, биди потсетник дека не сме сами. И ако си некаде на средината, само продолжи. Се гледаме таму каде што и срцето и телото ќе бидат на исто место. Да не има, да не се заборавим, да не се изгубиме целост. Не заборавајте, каде што има и еден македонец, таму е Македонија. Еден ден ќе се вратиме. Можеби не сите, можеби не за секогаш, но ќе се вратиме. Кога во Македонија ќе има причина за да останеме. Кога нема да те гледаат чудно што сонуваш повеќе од другите. Кога ќе можеш да речеш, сакам да живеам овде, не затоа што морам, туку затоа што вреди. А до тогаш, чувај ја Македонија. Во себе, во јазикот, во кафето наутро, во песните, во бабините зборови, во акцентот што не можеш да го скриеш. А кога ќе дојде време, врати се. Не за да докажеш нешто, туку за да создадеш нешто. Оти оваа земја нема потреба од патриоти што мразат, туку од луѓе што ја сакаат доволно за да ја променат.